За прв пат се спомна името на лидерот на ДУИ на судењето за случајот Диво населје. Второ обвинетиот Анди Красничи, алијас командант Малишева, тврди во судница дека Али Ахмети, Еју Палили и градоначалникот на Липково Садула Дураку знаеле дека групата ќе влезе во Македонија. Поранешниот командант на ОНА тврди дека 2 пати во годината Сдруженијето на ветерани се состанувало на Косово. Доаѓали и пренесувале незадоволство политичари, пратеници, полицајци, албанци од земјава и договарале како да постапат во иднина како народ. Ги организирал сега починатиот Мирсат Нандрецај во 2 групи. Едната влегла на 1 во земјава, другата на 5 мај. Оружјето и униформите ги ставиле на себе пред да влезат во Кумановско отлја. Целта ни беше повеќе мировна отколку воена. Малишева го кажа во судницата соопштението што стакале да го објават пред медиумите, но место тоа, еден ден се пресметуваа со македонската полиција. Да се обедини албанскиот народ околу знамето, црвено-црно, да излеземе сите со еден став да се имплементира Охридскиот рамковен договор, ако не, има и други начини. Обвинетиот вели дека лично го слушнал разговорот меѓу нивниот водач на Андрецај и Ахмети, предплането кога веќе неколку часа траела престрелката со специјалните сили. Прво му испратил СМС порака: "Побарај те барам од местото на настанот во Куманово", а потоа следел и телефонски повик. "Председателе, направи се, бидејќи сте во владата. Прекини го огнот, бидејќи може да погинат цивили." Побарал помош на Андрецај. "Ми се тресе снагата, ке се обидам да направам се", ветил Ахмети. Одбраната тврди дека овие транскрипти ги нема во обвинителниот акт. Малишева заврши: "Она постоела, постои и ќе постои", пошто викна браво еден од обвинетите. Сите биле запознаени за пристигањето и од исказот на овој обвинет произлезе дека воопшто не била целта како што е тоа прикажано во диспозицијата на обвинителниот акт, а подоцна членот тероризам, дека намеравале да извршат разноразни дела, кривични на убиства, атентати, рушење на брани и така натаму, туку они сакале да издадат едно соопштение кое било, како што истакна и самиот обвинет, во врска токму со неимплементирањето на рамковниот договор. Полицијата на 9 и 10 мај 2015 година со судски налог не успеа да влезе во Кумановската населба, бидејќи наишла на вооружен отпор од обвинетите. Во престрелката убиени беа 8 полицајци, а 42 беа ранети. Од другата страна ликвидирани беа десетина. Обвинителството тврди дека има докази оти акцијата била подолго време подготвувана и дека обвинетите со директна умисла учествувале во настанот.